Со појавата на злогласната обзнана и на законот за заштита на државата, постоењето на Комунистичката партија на Југославија е забрането. Се што се смета за напредно и секој вид комунистичка активност се прогонува и најсурово се казнува. Оневозможена и ставена надвор од законот, својата активност таја пренесува во илегалност и настојува да ги среди и да ги засврсти своите редови за акции и дејствување во новосоздадените услови. Од друга страна, преплашено од белиот терор, нестабилниот дел на членството ја напушта партијата, а нејасните ставови на партијата во однос на националното и аграрното прашање уште повеќе го отежнува нејзиното настојување да ги задржи револуционерно расположените маси. Новосоздадените услови во Македонија животот го прават уште погорчлив. Великосрпската хегемонистичка буржуазија, подпомогната од странскиот капитал, безмилосно во вистински колонијален стил го ограбува македонскиот народ. На своите измачени и обесправени плеки, покрај редовните давачки на државата, селаните мораат да понесат уште еден тежок товар. Од своите гладни усти, тие мораат да одделуваат за да ги издржуваат воените и жандармериските единици. А таа сурова рака на капиталистичката држава на власта и служеше за прогонување на партиските активисти и за заштита на својот тирански режим. Заради тоа, за одржување ред и мир, во Вардарска Македонија режимот ангажира околу 35.000 војници и друга воена сила, а од вкупниот број 17.000 жандарми во цела Југославија, 12.000 се наоѓаат во Македонија. Но и покрај овие жестоки притисоци, Комунистичката партија на Југославија во Македонија дејствува од своите борбени барикади, не плашејки се од беззаконието и теророт на владеачкиот режим. Организацијата на Комунистичката партија на Југославија во Велес своето дејствување го проширува и во печатот. Илегалниот весник Искра излегува само во 3 броја и во мал тираж, но македонскиот јазик на кој е напишан, во тие денови на национална обесправеност станува вистински символ на отпор кон властодржците и кон нивниот поробувачки режим. Напорите за прилагодување на работата на партиските организации во нелегалните услови стануваат секојдневни низ сите градови во Македонија. Новите можности за свое директно дејствување меѓу работничката класа, Комунистичката партија на Југославија ги наоѓа во легалните организации, а пред се во независните работнички синдикати. Многобројните синдикални одбори и пододбори почнуваат да се јавуваат на целата територија на Македонија. Во Скопје се основаат пододборот на шивачките работници и пододборот на трговските работници, а нешто подосна и Сојузот на дрводелските работници. Во Прилеп е формирана организација на шивачките работници. Местниот синдикален совет во Скопје, организирајќи посебен одбор за печат, се обидува што повеќе да ги штити интересите на работниците, да го поттикнува растурањето на работничкиот печат и да овозможи тој да стане што поблизок до секој работник. Во тој период, обновувајќи ја својата работа, и работничкото културно-уметничко друштво Абрашевиќ ја шири идејата за правда, слобода, братство и еднаквост меѓу луѓето. Затоа и многу од неговите приредби се претвораат во вистински протестни собири, што полицијата ги растура. Оваа синдикална живост, работниците широко ја ползуваат низ цела Македонија. Нивните тупаници се почесто цврсто стиснати, нивниот чекор е се порешителен, а од нивните грла се почесто отекнува: штрајк, штрајк, штрајк. Дајте ни подобри услови за живење, дајте ни подобри услови за работа. Долу белиот терор на властодржците, долу експлоатацијата. Дајте ни слобода, слобода, слобода. Виена. Овде, во 1922 година, Комунистичката партија на Југославија ја одржува својата прва земска конференција.
а партиското раководство е подложено на критика поради погрешниот став во однос на националното прашање. Посебно внимание конференцијата и посветува на положбата во Македонија. Се истакнува дека е неопходно Македонија во партијата да се смета како една од најважните борбени позиции против режимот на белиот терор и империалистичката политика на буржуазијата. Но од критиките на конференцијата не се извлечени потребните поуки. Уште од самиот почеток на следната 1923 година, под црвеното знаме на партијата, под идејно и политичко раководство на Комунистичката партија на Југославија, се формира легална работничка организација, Независната работничка партија на Југославија. Со тоа дејноста на партијата се зголемува низ цела Југославија. И во Македонија почнуваат да се основаат организации на Независната работничка партија на Југославија. Црвената светлина на партијата почнува да свети насекаде, каде што работничкиот чекан ја остава својата трага. Истакнатите партиски активисти неуморно патуваат низ Македонија, доближувајќи ги идеите и ставовите на партијата до работничката класа. Клучното македонско национално прашање е постојана тема на разговор. Од сиромашните печатници повторно почнуваат да излегуваат работничките весници. Радничка Зора ги продолжува традициите на порано забранетиот весник Социјалистичка Зора, но тоа е премногу голем трн во очите на расипничката буржуазија, па затоа и нивниот пендрек, полицијата, веднаш го забранува ширењето на Радничка Зора. Но сето тоа не пречи во летото 1923 година Независната работничка партија на Југославија да формира во Скопје областен секретаријат за Македонија и уште повеќе да го забрза создавањето на своите организации низ цела Македонија. До крајот на истата таа година, организациите на Независната работничка партија на Југославија се појавуваат и во Битола, Прилеп, Велес, Штип и Куманово. Во таа далечна 1923 година светот се соочува уште со едно зло. Со маршот на Рим, Бенито Мусолини, наречен Дуче, насилнички ја преземе власта во Италија. Отровното семе на фашизмот со тоа неповратно се посејува. И црниот пат кон масовното уништување е широко отворен. Мрачните фашистички сили наоѓаат своји истомисленици и во Македонија, а тоа значи отворање на уште еден фронт против кој се бори Комунистичката партија на Југославија. Заслепени од својот национален шовинизам, комитските и терористичките чети на врховистичката ВМРО, Тодор Александров, Протогеров, Ванчо Михајлов, како агентура на бугарскиот двор, стануваат марионети во спроведувањето на поробувачките желби на големо бугарската буржуазија и на фашистичка Италија. Суровиот врховистички терор во текот на 1923 година е безмилосен. Во селото Кадрифаково е извршен нечуен колеж во кој не се штеди ништо живо. Убиени се сите мажи, жени и деца. Масакрирањето на обичното население станува секојдневно. Ни големосрпската буржуазија и незините джелати, жандармеријата и војската не заостануваат во зверствата. Во селото Гарван, Штицко, жандармеријата и војската вршат масовно стрелање, а невини жртви на нивното злосторство се најмногу старци и деца. И додека во Македонија животот на работниците и селаните нема никаква вредност, дворот и буржуазијата безгрижно го расфрла лесно ограбеното и неправедно здобиеното богатство. Она што во тоа време за обесправените и потлачените представуваше само сон и далечна илузија, за разгалената буржуазија беше само еден од начините да се разбијат долгите денови на здодевност и безделничење.
Во овој период, Комунистичката партија на Југославија, а подосна и Независната работничка партија на Југославија се уште немаат јасен став во однос на македонското национално прашање. Написите на секретарот на партијата Сима Марковиќ во однос на националното прашање, посебно на македонското, поттикнуваат на широки дискусии меѓу членството. Според него, националното прашање се сведува само на уставно. Во дискусиите водени во печатот се настојува и се бара македонското прашање да се реши со полна автономија на Македонија, со радикално решавање на аграрното прашање, на широки политички слободи, национална рамноправност, слободна употреба на мајчиниот јазик пред власта и отворање училишта и културни институции, заштита од економското и политичкото угнетување, амнестија на сите политички затвореници и укинување на законот за заштита на државата. Има и такви ставови кои сметаат дека Македонија е јазелот за решавање на националниот проблем на Балканот. Истата таа студена 1924 година, црвениот плоштад во Москва, прекриен со дебела покривка од снег, ќе биде претесен да ги прими сите оние насолзени работнички лица, што се дојдени за последен пат да се простат од својот голем водач. Смртта на Владимир Илич Ленин ќе стане огромна загуба за револуционерното работничко движење на сите меридијани. Во текот на пролетта 1924 година, како резултат на класната и национална обесправеност, на безмилосниот терор и експлоатација, во Македонија во илегални услови за работа се појавува внатрешната македонска револуционерна организација Обединета. Обединувањето на разбиените сили на македонското национално револуционерно движење во сите три дела на Македонија, премавнувањето на меѓусебните судири на разните фракции во неа и обединувањето на македонскиот народ во борбата за извојување независност и рамноправност во една рамноправна Балканска федерација, се основите врз кои ВМРО Обединета ја гради својата активност. Организацијата настојува да се поврзи и со класното работничко револуционерно движење, а пред се со комунистичките партии на соседните земји. Иницијатор за формирање на ВМРО Обединета е Балканската комунистичка федерација, а главните задачи околу формирањето ги извршува Димитар Влахов. По потпишувањето на протоколот за обединување на македонското револуционерно движење, врз основа на така наречената платформна декларација, на 30 април 1924 година завршуваат преговорите за обединување на разните струи во ВМРО и Македонската федеративна партија. Познатиот манифест на ВМРО Обединета, издаден во мај истата година, на светската јавност и на македонскиот народ ќе им ги донесе целите и намерите на спогодбата. Но непријателите на македонскиот народ не мируваат. Сакајќи да го спречи осамостојувањето и револуционизирањето на македонското национално движење, бугарската влада, начело со Цанков, организира серија политички убиства за меѓусебно истребување на разните групи на македонската емиграција во Бугарија. Познатиот револуционер и марксист Димо Хаџидимов ќе биде меѓу првите жртви на подлата атентаторска рака. Истребувањето на истакнатите македонски револуционери доведува до одлагање на планираниот основачки конгрес на ВМРО Обединета. Една година подоцна, под председателство на Димитар Влахов и во присуство на 16 делегати, во Виена се одржува оснивачка конференција. На неа се конституира организацијата, се избира Централен комитет и се усвојува уставот на ВМРО Обединета. Во 1924 година, во Белград, во оваа зграда во Косовска улица, се одржува третата земска конференција на Комунистичката партија на Југославија. На неа присуствуваат 35 делегати, од кои 20 од Македонија, Антонije Грубишич и Тодор Зогравски. На оваа конференција остро се осудени погрешните ставови на Сима Марковиќ во однос на националното прашање
и за прв пат се изнесени позитивни ставови по македонското национално прашање. Во резолуцијата за националното прашање и во посебната резолуција за македонското и тракиското прашање се вели дека работниците и селаните од балканските земји се непосредно заинтересирани за успехот на борбата за создавање автономна Македонија, како рамноправен член на републиките во Балканската федерација. За усвојувањето на резолуциите на целата територија на Југославија, во организациите на Независната работничка партија на Југославија се организира референдум. Партиските организации, особено во Македонија, на референдумот позитивно се изјаснуваат за резолуциите. Партискиот активист Коста Новаковиќ, длабоко заинтересиран за горчливата судбина на напатениот македонски народ, во летото 1924 година, како посебно издание на Независната работничка партија на Југославија, ја издава книгата Македонија на македонците, земјата на земјоделците. Иако во овој мал, но вреден прилог нема јасни сваќања за постоењето или не на македонската нација, Коста Новаковиќ објективно го разгледува македонското и аграрното прашање од аспект на класно-револуционерното движење и остро го осудува грабежливиот хегемонистички режим на големосрпската потиснувачка буржуазија во Македонија. Во овој период е особено важно тоа што Комунистичката партија на Југославија е единствената партија во Југославија која отворено и јасно почна да говори за македонското национално прашање. Принципијалните и правилни ставови на партијата ставаат јасно до знаење дека македонското прашање по своето значење со ништо не заостанува зад хрватското и словенечкото. Ваквиот однос на партијата е едно од нејзините најсилни орудија во борбата за поврзување на македонската работничка класа за нејзината програма. Признавајќи го правото на рамноправност и самоопределување до отцепување, Комунистичката партија на Југославија уште повеќе ги разгорува револуционерните чувства на македонскиот народ. Ваквите постапки на партијата за владеачката буржуазија и за незините послушни институции представуваат вистински ерес, кој со волчи бес се прогонува. Казнените мерки на режимот против работничката класа се заоструваат, а во јули 1924 година Независната работничка партија на Југославија целосно се забранува. Во југословенскиот дел на Македонија, во текот на 1925 година, ВМРО обединета значително се разгранува. Создавајќи во Велес цврсто седиште, организацијата придонесува да се изврши политичка диференцијација во Македонија, да се изолираат лажните пријатели на македонскиот народ од типот на Ванчо Михајлов и да се основа широка мрежа организирани групи во сите поголеми градови во Македонија, во Куманово, Скопје, Штип, Прилеп, Кавадарци, Струмица, Гевгелија. Во ширењето на организацијата, сестрана помош и поддршка дава и покраинското раководство на Комунистичката партија на Југославија во Македонија, па затоа неретко во раководствата и групите во овие градови се наоѓаат и членови на местните комитети на Комунистичката партија на Југославија, со што се јавува паралелизам со партиската работа. Подоцна, кога на илегалната конференција во Скопје е направен преглед на целокупната активност на ВМРО обединета, се определуваат и насоките и задачите за натамошно дејствување на организациите на теренот. Меѓутоа, неправилниот секташки став дека надвор од ВМРО обединета нема друга револуционерна сила во Македонија, ја одделува од линијата на Комунистичката партија на Југославија. Со тоа таа се изолира и значително слабее, а не успевајќи да го свати приодот кон решавањето на македонското национално прашање,
таа не го искористува и не го канализира постојаното незадоволство на борбено расположените маси. Во ситуација на неконсолидираност, во јули 1926 година во Виена се одржува третиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија. Фракцијските борби го разједуваат раководството, но ниту на конгресот, ни по него не се преземаат сите можни мерки за консолидирање на партијата. Заради тоа, пониските партиски органи често му приговараат на централното партиско раководство, а такви приговори при крајот на годината упатува и покраинското партиско раководство од Македонија. Во тој период, многу често истакнатите партиски активисти се испраќаат на школување во Советскиот сојуз. Меѓу испратените од Југославија, Алексо Демниевски Бауман, Никола Оровчанец, Малина Попиванова и многу други македонци, таму ги прошируваат своите сознанија, стекнуваат теоретско-политичка надоградба и се оспособуваат за практична револуционерна работа. Велешката и Кумановската партиска организација во текот на следните години покажуваат поголема виталност во своите акции. Зајакнуваат, организираат штрајкови и им го нарушуваат мирниот сон на експлоататорите. Токму заради таа живост е донесена и одлука покраинското партиско раководство да се пресели во Куманово, а Скоевското во Велес. Крвавиот терор на разулавената буржуазија заразно се шири низ Југославија. Подгрбавените работнички плеки се најчеста цел на полициските пендреци, а според овие нецелосни документи, само во Вардарска Македонија во текот на 1928 година, без сослушување и редовни судски процеси, се убиени над 1600 македонци, турци и албанци. Во затворите низ Југославија се наоѓаат 7500 македонци, а низ нив минуваат над 3000 луѓе. Мемливите затворски келии во своите студени преградки однесуваат многумина, што сакаа прометејскиот оган на комунизмот да го запалат во срцето на секој работник. Во февруари 1928 година, металскиот работник Јосип Броз ќе избие во првите борбени редови на партијата. Со својата остра критика на фракционерската борба во партијата, со непосредната партиска дејност меѓу обесправените работници и со упорната борба и залагање за единствена и како челик цврста партија, новоизбраниот секретар на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија на Загреб, Јосип Броз, ќе внесе револуционерен поттик и импулс во работничкиот и во партискиот живот во Хрватска. Сакајки да ја спречи неговата витална присутност на секаде, сакајки да го згасне црвениот факел во него, полицијата го апси. Неколку месеци подоцна, на познатиот бомбашки процес, обвинетиот металец Јосип Броз храбро ќе рече: "Не се чувствувам виновен, иако признавам дека сум член на илегалната Комунистичка партија на Југославија. Не го признавам буржуаскиот суд, туку само судот на партијата." Буржуаскиот кралски судски стол го осудува на 5 години робија. Немајки безбедни услови во земјата, во оваа зграда во Дрезден во ноември 1928 година, Комунистичката партија на Југославија го одржува својот 4ти партиски конгрес, а Коста Рацин и Малина Попиванова го представуваат македонскиот дел на членството. Консолидирајќи ги своите редови, партијата успева на конгресот да го разбие и да го оневозможи штетното влијание на фракцијската борба, ја разобличува и ја осудува великосрпската буржуазија, а политичката ситуација во земјата ја оценува како почеток на нов период на национални судирања и заострена државна криза. Конгресот избра и ново раководство, а во Централниот комитет е избрана и Малина Попиванова.
Предвидувањата на партијата за мракот што доаѓа набргу се остваруваат. На 6 јануари 1929 година кралот Александар Караѓорđević го укинува уставот и заведува монархо-фашистичка диктатура. So wake on me.